Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ќе имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме. Драги пријатели, драги гледачи, средечен поздрав од студиото на Адвентистичко радио Глас на надежта од Кавадрици. Ја започнуваме нашата денешна емисија, Извор на надеж, емисија која се емитува во вторник и во четврток со почеток во 9 часот. Денешната емисија би започнал со еден библиски текст кој го наоѓаме во Псалам 136 глава, првиот стих. Еве што пишува таму: Благодарете му на Господа зашто е добар. Таа надеж што ја наоѓаме во Господа, драги гледачи, треба да расте со благодарност. Благодарноста е плод со кој расте и нашата надеж. Кога се сетиме на Божите добрини, се сеќаваме дека тој и понатаму делова или ќе делова. Благодарноста ја отвара вратата на надеж. Никако луѓе понекогаш сме многу себични. Ја немаме таа раскошност во нашите зборови да му благодариме на Бога, тоа ништо не чини. Давид вели: благодарете му на Господа зашто е тој добар, да му благодариме за овој нов ден, за ноќта што ја поминавме, за утрото кој Господ ни го дава, за храната. Имаме милион работи за кои можеме да му благодариме на Господа. И затоа нека и овој ден биде ден на благодарност, кога ќе кажеме во молитва неколку зборови: Боже, ти благодарам за се. Ти благодарам за храната, за здравјето, за водата, за сонцето, за лебо. Значи има стотици, илјадници причини зашто да му благодариме на Господа. Нека и овој ден биде ден на благодарност од сите нас кон Господа. Секако ние преку молитвата искажуваме нашата благодарност, па сега да ја слушнеме молитвата Оче наш. Оче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го денес и прости ни ги долговите наши, како што им ги проштаваме и ние на нашите должници. И не воведи во искушение, но избави не од лукавиот, зашто Твое е царството и силата и славата во сите векови. Амин. Imamo razlog jer je
За човечките закони. Исус ја исцелува ќерката на жената Хананејка, а и глуви и неми. Глава 7. Се собраа при него фарисеите и некои од книжниците што беа дошле од Ерусалим. И кога видоа дека некои од неговите ученици јадат леп со нечисти, односно со неизмиени раце, ги укорија. Зашто фарисеите и сите јудејци, држејќи го преданието на старите, не јадат, дури не ги измијат рацете до лактите. И кога ќе се вратат од пазар, не јадат, дури не се измијат и уште многу друго има што примиле и го држат. Миење чаши, чини, котли, столови. Потоа фарисеите и книжниците го прашаа: зошто учениците твои не постапуваат според преданието на старите, но со неизмиени раци јадат леп? А он им одговори и рече: Добро пророкувал Исаија за вас, лицемерите, како што е напишано. Овој народ со уста ме почитува, а со срцето свој стои далеку од мене. Но напразно ме почитува, оти проповеда човечки повелби. Зашто вие, оставајќи ја Божјата заповед, го држите преданието човечко, миење чини и чаши, и вршите многу други слични работи. И им рече: И така ја отфрлате Божјата заповед, за да го запазите вашето предание. Оти Мојсеј рече: Почитувај ги татка си и мајка си, и кој го злослови таткото свој или мајка си, со смрт да се казни. А вие велите: ако некој каже на татка си или на мајка си корбан, односно ветено е на Бога она со кое би се ползувал ти од мене, и на таков не оставате веќе ништо да направи за својот татко или за својата мајка, престапувајќи го Словото Божјо со вашето предание, што сте го предавале вие, и многу такви слични работи вршите. И кога го повика сиот народ, им рече: Слушајте ме сите и разберете. Ништо што влегува во устата на човекот однадвор не може да го оскверни, освен она што излегува од него, тоа го осквернува човекот. Ако некој има уши да слуша, нека чуе. И кога се оддалечи од народот и влезе во една куќа, учениците негови го прашаа за параболата, а он им рече: Зар сте и вие така неразумни? Не разбирате ли дека ништо што влегува во човекот однадвор не може да го оскверни? Оти не во срцето му влегува тоа, а во стомакот, и излегува надвор, чистејќи ја сета храна. И уште им рече: Она што излегува од човекот, тоа го осквернува човекот. Зашто однатре, од срцето човечко, излегуваат лоши помисли, прелюбодејства, блудства, убиства, кражби, лакомства, лукавства, пакости, злоби, околукаво, богохулство, гордост, безумство. Сето тоа зло однатре излегува и го осквернува човекот. И кога се крена оттаму, отиде во пределите Тирски и Сидонски, и кога влезе во една куќа, сакаше никој да не го узнае. Но не можеше да се сокрие, зашто чу за него една жена, чија ќерка имаше нечист дух, па како дојде падна пред носите негови. А таа жена беше друговерка по потекло сирофеничанка и го молеше да го истера бесот од ќерка ѝ. Но Исус и рече: Остави најнапред да се насити челата, зашто не е добро да се земе лебот од челата и да им се фрли на кучињата. А таа одговори и му рече: Да, Господи, но и кучињата јадат под трпеза од трошките на челата. И рече: За тој збор оди си. Бесот излезе од ќерка ти. И кога се врати дома, ја најде ќерка си како лежи на постела, бесот беше излегол. И пак излезе Исус од пределите Тирски и Сидонски и отиде кон Галилејското море низ пределите на Десетоградието. И доведеа при него еден глув и тепкав, па го молеа да положи над него рака. Исус, откако го одведе настрана од народот, ги стави своите прсти во неговите уши, а кога плукна го допре неговиот јазик. Па штом погледна на небото, воздивна и му рече: Ефата, што значи отвори се. И веднаш му се отвори слухот. И се разврзаа врските на неговиот јазик и говореше чисто. И им заповеда никому да не кажуваат, но во колку он им забрануваше, во толку повеќе тие разгласуваа.
и прекумерно се чудеа и велеа: се добро прави, и глувите ги прави да слушаат и немите да зборуваат. Niko na svijetu te voljeti neće kao što voli Bog. Razmisli sad, dok još si mlad, daj svoje srce Bogu. Nitko na svijetu te voljeti neće kao što voli Bog. Ne čekaj ni čas, čim čuješ glas, predaj svoj život Bogu. Nitko na svijetu te voljeti neće kao što voli Bog. Učine su široke, al ne kao ljubav Božja. planine su visoke, Al još više ljubi Bog. morsko dno je duboko, Al ne kao ljubav Božja. svemir je bez granica, Baš kao što ljubi Bog. Razmisli sad, dok još si mlad, daj svoje srce Bogu. Nitko na svijetu te voljeti neće kao što voli Bog. pararam, dam, pararam, pararam, dam, pararam, pararam. Ne čekaj ni čas, čim čuješ glas, predaj svoj život Bogu. Nitko na svijetu te voljeti neće kao što voli Bog. Ako tražiš istinu, Istina je u Kristu, smisao životu tvom. jedino daje On. Ako tražiš pravi put, On vodi prema Kristu. jer Isus Krist je jedini. Istina, život i put. Razmisli sad, dok još si mlad, daj svoje srce Bogu. Nitko na svijetu te voljeti neće kao što voli Bog. Ne čekaj ni čas, čim čuješ glas, predaj svoj život Bogu. Nitko na svijetu te voljeti neće kao što voli Bog. Kao što voli Bog. Kao što voli Bog. Тајната на здравиот начин на живот. На денешните научници им било потребно многу време за да ја потврдат вистината што прва ја утврдила Библијата. Човечките суштества представуваат неделива целина. Тоа што често го делиме на телесни, умствени, општествени и духовни компоненти на човекот, всушност, почитувани со други зборови, тоа што дејствува врз умот, дејствува и врз нашето тело. Нашиот дух дејствува врз нашето тело и обратно. Тоа што дејствува на еден дел од човечкото битие, дејствува и на сите други. Ние сме целосни суштества, личности. Например, научниците доктор Берг од Универзитетот Лома Линда и доктор Фрај од Универзитетот Стенфорд откриле дека среќната, радосна смеа создава мерлива промена во човечкиот имунолошки систем. И затоа, почитувани пријатели, можете да му помогнете на своето тело во борбата против болестите ако сте задоволни, среќни и радосни. Ова и уште некои истражувања покажуваат дека умот
и телото се тесно поврзани. Илјадници години пред тоа, Божјата реч укажувала на оваа клучна поврзаност која дури неодамна добила целосна научна потврда. Веселото срце е одличен лек, а невеселиот дуги суши коските. Мудри изреки, 17 глава, 22 стих. Според зборовите на апостол Јован, каква поврзаност постои меѓу умот и телото и нашата духовна благосостојба. Возлюбен мој, ти посакувам да ти биде добро во се и да бидеш здрав како што е добро на твојата душа. 3 Јованова, 2 стих. Божјата реч може благотворно да влие на човекот на повеќе начини. Таа може да служи како извор на здравје и како извор на вечен живот. Во оваа лекција, во ова предавање, ќе разгледаме неколку начини здравствени начела. Клучни начела, бидејќи умственото и телесото здравје одаат чекор со нашата духовна благосостојба, апостол Павле на христијаните им го патува следниот повик. На денешните научници им било потребно многу време за да ја откријат или да ја потврдат вистината што прва ја утврдила Библијата. Човечките суштества представуваат неделива целина. Тоа што често го делиме на телесни, умствени, општествени и духовни компоненти на човекот, всушност се тесно поврзани и неделиви карактеристики. Според тоа, јадете ли, пиете ли или ако правите нешто друго, правете се за Божја слава. Прво послание до Коринтјаните 10:31. Евангелието ја вклучува и телесната и душевната обнова. Творецот сака во се да ни биде добро и да бидеме здрави. 3 Јованова, 2 стих. Тој знае дека здравиот начин на живот ни помага да бидеме вистински, живи христијани. Како можеме да го оствариме и да го одржуваме доброто здравје? Еве 8 начела кон кои треба да се придржуваме ако сакаме да живееме поздрав и корисен живот. Број 1. Чист воздух. Чистиот воздух, свеж воздух е важен фактор за доброто здравје. Во текот на денот, а и ноќе, додека спиеме, со проветрувањето на куќата и работната просторија, нашата крв внесува доволно кислород во секој дел на нашето тело. Многу е важен составот на воздухот што го вдишуваме. Внимавајте да не вдишувате чад, издувни гасови или бактерии од некој скриен извор. Длабокото дишење за време на утринската прошетка е исклучително добар начин своето тело да го снабдите со кислород под услов воздухот што го вдишувате да биде чист. Пушењето е еден од современите убијци. Научните истражувања ја утврдиле причинската врска меѓу тутунот и ракот на белите дробови, срцевите и други заболувања. Телесната зависност од никотинот од цигарите го прави пушењето навика која тешко се остава. Ако продолжи сегашната тенденција, пушењето ќе убие речиси 3 милиони луѓе ова година, а 12 милиони годишно во 2020 година. Второ, сончева светлина. Ползата од сончевата светлина има повеќе кратно значење. 15 до 30 минути сончање дневно, рано наутро или досна попладне, му помага на нашето тело преку кожата само да го синтезира витаминот Д, важна хранлива состојка. Витаминот Д учествува во искористувањето на калциумот и фосфорот и се градува во нашите коски. Сончевата светлина ги уништува бактериите и другите микроорганизми. Сончењето по патување со авион низ неколку временски зони помага што побрзо да се совладаат тешкотиите предизвикани од временската разлика. Сонцето дава енергија со чија помош
растителниот свет ги претвара јагленородниот диоксид и водата во јаглени хидрати. Без овој процес, животните и луѓето би доживеле смрт од глад. Едноставно, луѓето би умреле. И затоа, почитувани пријатели, да ги следиме овие упатства во нашиот секојдневен живот. Сончевата светлина помага човекот полесно да се приспособи на ноќната работа и ја намалува депресијата која обично ја предизвикуваат мрачните зимски денови. Тие се тесно поврзани и неделиви карактеристики. Сончевата светлина може да биде и штетна понекогаш. Долгото изложување на сонце може да предизвика изгореници на нашата кожа. Ја зголемува опасноста од појава на рак на кожата. Го забрзува процесот на старење, го оштетува сетилото за вид и така натаму. Број 3. Одмор. Речиси сите луѓе се нестрпливи кога е здравјето во прашање. Сакаме табелата која брзо ќе ја отстрани болката или симптомите на болест, па веднаш да го продолжиме животот со вообичаена брзина. Меѓутоа, на телото му е потребен одмор за да се обнови, а лековите можат само да му помогнат на телото да закрепне. Многу пати симптомите од кои се обидуваме да се ослободиме во нашиот живот представуваат обид на телото да се одбрани од болеста. Треската и уморот се докази дека телото се бори против причинителот на болеста. Дозволете му да ја заврши својата работа. Одморајте се. Одморот е најдобар природен лек против злоупотребата на нашиот ум и тело. Ние мораме да одвоиме време за, например, рекреација и одмор кои ќе ни помогнат да се ослободиме од деловната напрегнатост и тешкотиите на семејните одговорности. Без доволно одмор, луѓето често запаѓаат во депресија или нервоза. Тоа може да предизвика во нашиот живот појава на заболување кое ќе не принуди да го направиме она што телото веќе одамна го бара, да се одмориме. Нема замена за добро проспиена ноќ. Ниеден лек, ни стимулации не може да го надополнат недостигот од сон. Почитувани пријатели, исто така редовното дополнување на нашите духовни батерии е важен услов за одржување на телесното здравје. Редовното размислување, проучување на Библијата и молитвата ги лекуваат и душата и телото. Нам покрај дневниот одмор потребни ни се и седмичен и годишен одмор, кои ќе внесуваат потребната промена во нашиот живот. Број 4. Движење телесни вежби. Бог на Адам и Ева им определил работа која представува телесна вежба. За жал, многумина денес ги извршуваат работите, а при тоа сосема ја забораваат телесната активност. Сепак фактот дека телесните вежби се важни во напорите за одржување на здравјето останува вредност која не се изменила. Еве што може вежбањето да направи за нас. Придонесува при регулирањето на крвниот притисок. Дозволува да дојде поголемо количество крв во сите делови на нашето тело, одржувајќи ја топлината во екстремитетите, ја намалува емоционалната и телесна напнатост и ни помага да живееме порелаксирано. Телесните вежби обично се најдобриот лек против грижите и стресот. Понатаму, создава електричен импулс што им е потребен на мозочните келии, го одржува здравјето со стимулирање на имунолошкиот систем. Кога телото се одржува со редовно вежбање, мислите стануваат поделотворни и целисходни. Вежбањето не прави подцврсти и на тој начин го одложува телесниот
и душевниот замор. Го потикнува излачувањето на хемиски субстанции во мозокот, кои создаваат чувство на задоволство и ја зголемуваат границата на издржливост кон болка. Понатаму, ова делумна листа би требало да не убеди дека е време да престанеме со извори и да почнеме да вежбаме, со изговори да почнеме да вежбаме. Почнете полека, но постепено зголемувајте го напорот, така и вашата издржливост ќе се зголемува. Би било добро пред почетокот на програмата за вежбање да се посоветувате со својот лекар. Високиот крвен притисок и зголемениот холестерол може да бидат нарушување без симптоми, што може да бидат многу штетни кои ќе ја започнете програмата за вежбање. Одберете кој било вид на вежби или рекреација која одговара на одење пеш 2 километри за 15 минути, 4 пати или повеќе пати седмично. Број 5. Вода. Бидејќи водата е основна состојка на секоја телесна келија, почитувани пријатели, треба да консумираме многу вода. Водата е совршено природно средство за целосно чистење на нашиот организам. Водата е важен фактор за одржувањето на нашето тело. Околу 70% од вкупната телесна тежина се состои од вода. Крвта содржи околу 83% вода, а коските речиси 22%. Водата е составен дел, речиси, на 75% од мускулната маса. На телото му се потребно околу 2,5 литри вода дневно, за да може успешно да ги извршува сите своји функции. Некои од овие функции се циркулација, например, на крвта, излачување на отпадни материи, пренесување на хранливите материи и варењето. Вода секако внесуваме со пиење и со храна. Просечна личност има од 15 до 40 милиарди мозочни келии. Секој од нив содржи од 75 до 85% вода. Доволно количество вода за снабдување на овие келини помага да останеме ментално будни и ја спречува појавата на депресија и нервоза. Затоа, почитувани пријатели, не е важна само водата што ја пиеме. Секојдневното бањење или туширање со ладна вода, со студена вода или топла ја подобрува нашата циркулација и така ги јакне и телото и умот. Туширањето или бањењето ги смирува напнатите нерви и го спречува слабењето на нервниот систем. Со капење се отстранува нечистотијата од кожата и се намалува можноста за заболување од грип. Број 6. Здрава храна. При создавањето Бог ги поучил Адам и Ева да се хранат со зрнести плодови, со жито и овоше. 1 Мојсеева 1.29. Кога паднале во грев, кон нивната исхрана е додаден и зеленчукот. 1 Мојсеева 7 глава 2 и 3 стих. Бидејќи вегетаријанците живеат подолго и поздраво, многу специјалисти за храна повикуваат да размислуваме за враќањето на правобитната човечка исхрана со зрнести плодови, жито, овоше, со додаток на зеленчук и така натаму. Животинското месо содржи заситени масни киселини и холестерол, кои го зголемуваат ризикот од високиот крвен притисок, може да кажем и мозочен удар, срцеви заболувања, рак, дебелина, диабетес и други болести. Многу лекари ги советуваат своите пациенти кои во својата исхрана, например, користат месо, да јадат само безмасно, варено месо и тоа да го прават умерено. Ако сакате да почнете со вегетаријанска исхрана, погрижите се да дознаете како можете да остварите уравнотежена исхрана без месо. Еве, драги пријатели, неколку корисни предлози за подготовка на вегетаријанска храна или храна со ограничена употреба на месо. Број 1.
Купувајте најсвежо и најквалитетно овошје, зрнести плодови и зеленчук и оставите ги на студено и суво место, но само кратко време. Број 2. Јадете одредено количество пресна храна секој ден. Кога варите одредени производи, правите го тоа што пократко и со што помалку вода. Број 3. Колку што можете повеќе избегнувајте да користите преработена храна. Купувајте или само правете лепо црно брашно, јадете нелупен ориз. Продуктите богати со скроп и сложените јаглени хидрати треба да се користат што почесто. Во таа група влегуваат и семките и јужното овошје. Број 4. Консумирајте 5 или повеќе оброци дневно, како и овошје и зеленчук. Зелениот и жолтиот зеленчук, заедно со овошјето кое содржи витамин С, се мощне важни. Настојувајте да консумирате што повеќе сезонско овошје и зеленчук. Број 5. Замените ја употребата на масноти од животинско потекло, како например путер, павлака, маст, лој и друго, со растителни масноти. Вкупното количество масноти треба да биде помало 30% од сите калории што ги трошите секојдневно. Исхраната што ја опишавме опфаќа потрошувачка на едноставна, добро приготвена храна и расподелена на редовни оброци во текот на денот. Јадењето меѓу оброци и прекомерното јадење може да бидат причина за дебелење, како и за дегенеративни заболувања. Пиењето течности за време на јадење го забавува варењето, па ако пиете за време на оброкот, правите го тоа во помали количества. Зачинетата и масната храна ја дразнат желудочната служокожа. Пијалоците кои содржат кофеин може да предизвикат чир, желудочна киселина, ждригавица, нервоза и дури депресија. Они кои ќе решат да користат месо би требало да јадат само од оние видови меса кои Библијата ги смета за, под наводници, чисти или погодни за човечка употреба. Кога Бог по потопот им дозволил на луѓето да јадат месо, тој едноставно одредил чисти и нечисти видови месо и му заповедал на својот народ да јаде месо само од чистите животињи. Прочитајте, например, 11 глава од 3 книга Мојсеева и во 5 книга Мојсеева, 14 глава, со листа на птици, на животни, на риби кои Бог ги прогласил за непогодни за исхрана. Според овие глави, животните за човечка исхрана мора да имаат раздвоени копита на нозете и да преживаат. Рибите кои може да се јадат мораат да имаат крлушки и перки на своето тело. Птиците од фамилијата мршојаци се забранети. Меѓу нечистите животни посебно е истакната свињата. Еве, цитирам, а свињата, иако има раздвоени копита, не прежива, нека биде нечиста за вас. Не јадете од низиното месо, ниту допирајте ја низината мрша. 5 книга Мојсеева, 14 глава, 8 стих. Научните истражувања потврдуваат дека Бог е во право кога предупредува дека не е добро да се јаде свинско и месо од другите нечисти животињи. Човечките ткива врз кои е извршена обдукција биле заразени со висок процент на трихинелоза. Овие ситни паразити се пренесуваат на луѓето со јадење на заразено свинско месо. Современите научни истражувања се повеќе ги откриваат причините поради кои Бог некои видови ги прогласил за нечисти. Една од причините е веројатно ризикот од ширење заразни болести, како во споменатиот случај на трихинелоза во свинското месо и сланина. Другата причина би можела да биде
разорниот ефект на заситените масни киселини во човечкиот организам. Разликата меѓу чистите и нечистите животни е актуелна и денеска и ќе остане се до крајот на светот, односно до Исусовото доаѓање. Зашто еве Господ доаѓа со оган кој јадат свинско, нечисто и глувци, сите ќе загинат заедно, говори Господ. Проверете во Исаја 66 глава 15 и 17 стих. 7. Избегнување штетни навики. Кој предупредување ги дава Библијата за алкохолните пијалаци? Еве што пишува. Виното е подсмевач, жестокиот пијалак е буен и кој им се оддава не е разумен. Мудри изреки, 20 глава, 1 стих. Кому ах, кому леле, кому препирки, кому воздишки, кому рани за ништо, кому за матини очи, кажува мудриот Соломон во 20 глава, 29 стих. Ни крадците, ни лакомците, ни пијаниците, ни клеветниците, ни разбойниците нема да го наследат Божјето царство, кажува Павле во 1 Коринќаните 6 глава, 10 стих. Само еден или два алкохолни пијалаки ја намалуваат способноста човечкиот мозок да прибира информации. Го штетува помнењето, способноста за забележување и расудување. Алкохолот дејствува на следниве телесни системи. Број 1. Имунолошкиот систем. Алкохолот ја намалува способноста да белите крвни зрнца да се борат против болеста и така го зголемува ризикот од воспаление на белите дробови. Исто така делува на туберкулоза, хепатитис и неколку видови рак. Број 2. Еднокриниот систем, само 2 или 3 чашки алкохол дневно ја зголемуваат опасноста за абортус, раѓање мртви деца и предвремено породување. Број 3. Крвотокот. Користењето алкохол го зголемува процентот на маснотиите во крвта и тој има силно влијание за зголемување на притисокот во артериите. Број 4. Системот за варење. Алкохолот го дразни желудникот и придонесува за појава на гастритично крварење. Редовното користење алкохол ја зголемува, почитувани пријатели, опасноста од појава на хепатитис и цироза на црниот дроб. Алкохолот е причина за околу 30% од сите самоубиства, 55% смртни случаи во сообраќајни несреќи, 60% малтретирање деца и 85% насилство во домот. Алкохолизмот е светски проблем кој само американската нација чини $100 милиарди годишно и покосува 105.000 жртви секоја година. Тој годишно убива 3 пати повеќе луѓе отколку хероинот, хашишот и сите други дроги заедно. Број 8. Доверба во Божјата сила. Овие 7 начела го покажуваат здравиот начин на живот, но не се целосни без 8-то, најважното начело. Доверба во Божјата сила. Оние кои редовно одат во црква живеат подолго од оние кои не го прават тоа. Одењето во црква ги намалило случаите на срцев удар, стеснување на артериите, висок крвен притисок и други заболувања. Ларсон исто така открил дека оние кои веруваат во Бога живеат покорисно, зашто е мала веројатноста дека ќе бидат депресивни, дека ќе станат алкохоличари, ќе одат во затвор поради сторени злосторства или пак ќе станат заробеници во несреќен брак. Здравјето не е само отсуство на болест, туку израз на хармоничен развој на телесните, умствените и душевните и духовните компоненти на нашата личност. Довербата во Божјата сила е камен темелник на вистинските навики кои туку што ги опишавме. Меѓутоа, личност која има верба во Бога ќе разбере дека овие начела заедно предонесуваат за животната благосостојба.
Не заборавајте, почитувани, го основниот извор на добрината. Читам од Библијата: благословај го Господа, душо моја, и не заборавај ги неговите добротворства. Тој ги проштава сите твои греови. Тој ги исцелува сите твои болести. Тој ти го спасува животот од распадливост. Те увенчува со добрина и љубов. Псалам 103 од 2 до 4. Давид Ларсон, советник на Американскиот национален институт за ментално здравје, спровел опширни истражувања за религијата и здравјето. Неговото истражување покажува поврзаност меѓу посветеноста на Христа и здравјето. Тој бил изненаден со напредок, здравиот и среќен живот. Оние што ќе се придржуваат кон овие 8 здравствени начела, опишани во ова предавање, ќе живеат не само подолго, туку и поквалитетно. Катедрата за превентивна медицина на Универзитетот Лома Линда со истражувачки проект на примерок од населението кој се уште трае, документирала што се случува кога се применуваат овие начела. Еве што тие рекле. Резултатите од истражувањето кое е спроведено на околу 50.000 христијани адвентисти, посветено во Калифорнија, првенствено во Калифорнија се правило ова, во период од 30 години, покажале дека мажите адвентисти живеат 8 до 9 години, а жените 7,5 години подолго од просечниот американец. Истражувањата на адвентистичките христијани, например, еве во Холандија, Норвешка, Полска, покажале слични резултати. Истражувачите го припишуваат тоа на подолгиот животен век на адвентистите, на примената на здравствените начела, опишани во ова лекција, во ова предавање. Примената на библиските начела во животот донесува резултати во сите практични видови на живот, нудејќи, например, убедливи докази дека христијанството е, почитувани пријатели, најпрактична и најразумна религија на светот. Таа ги менува луѓето, го менува нивниот начин на размислување и действување и создава нов начин на живот. Поради тесната поврзаност на умот, телото и духовниот живот, христијаните кои живеат во согласност со Божјата реч, сакаат да ги следат начелата на здравиот живот, додека се подготвуваат за второто Христово доаѓање. Христос сака не само да бидеме подготвени кога тој ќе се врати тука и да го едноставно унапредуваме квалитетот на сегашното живење. Тој ќе ни помогне во примената на Божите темелни здравствени начела. Исус ветува дека ќе не ослободи од сите наши лоши навики. Со својата сила што действува во нас, вели Павле во Ефесјаните 3:20. Ако ви е потребна помош да совладате некои лоши навики кои го уништуваат вашето тело, како на пример што се пушењето или алкохолот, побарајте помош преку молитва. Ева е молитвата. Драги небесен татко, сакам да живеам како што живеел Исус, во светост и чистота. Подари ми ја својата милост да ги оставам сите штетни навики. Ти знаеш колку често се уриваат моите најдобри решенија како кула од карти. Тие вети својата сила што действува во нас. Јас те сакам и сакам да бидам сличен на тебе. Сакам да бидам подготвен за Христовото второ доаѓање. Те молам, Господе, дај ми сила да ги победам моите навики и да живеам само за тебе. Те молам во Исусово име. Прекрасен милостив Спасител, најдобар пријател си. Ти си јагнето
Твојата советник ти си, по Твојот дух копнеам јас. Срце ти надеж ми даш, ако ја изгубам, што надеж ке изгубам. Тебе те славиме, Боже, те обожаваме, Христе, ги храниш ти срцата кон. За тебе млади се, млади сме за тебе. Силен и вечен си, татко, верно не љубиш ти нас. Во слабост ни даваш ти сила, кон вечност не подигаш. Кон вечност не подигаш. Тебе те славиме, Боже, те обожаваме, Христе, ги храниш ти срцата кон. За тебе младенце, млади сме за тебе. Тебе те славиме, Боже, те обожаваме, Христе, храниш ти срцата кон. За тебе млади се, млади сме за тебе. Драги гледачи, полека се ближиме кон крајот на ова наша денешна емисија. Би сакал и денес да ви ја понудам книгата Новиот Завет, динамичен превод, бесплатно, современ превод, со фусноти, значи со мали коментари внатре. Интересна книга, интересен превод, може да го имате овој Нови Завет и вие, ако ни пишете на нашата адреса и ако се јавите, значи на нашиот мейл или на телефонот 077 8 19 и ова книга ќе биде ваша. А доколку сакате да изучувате Библијата по дописен пат, ви ја нудиме дописната библиска школа онлайн, значи бесплатно, да ја видиме сега и самата реклама. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.
Дојдовме до самиот крај, драги пријатели, драги гледачи. Сакам да ви посакам секој добро во овој ден, да ви се заблагодарам за вашето внимание. Споделете оваа емисија со ваши пријатели и роднини. Се гледаме, ако Бог даде живот и здравје, во наредната емисија. Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ке имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме.